Обезбедениот увоз на струја од Бугарија ценовно нема да ги спаси јавните предпријатија и компаниите во државата. Одредената основна цена од 410 евра за мегават час за нив е превисока. Со години имаме 40 евра за мегават цената и сега наеднаш ни нудат 410 евра за мегават. Тоа е 1000% зголемена цена. Значи не е 100%, 100% е 40-80, така? А ние имаме од 40 на 410. Значи тоа е 1000% прво зголемена цената, а на таа цена имаме плюс мрежарина, плюс имаме данок и имаме плюс комунали. Ние како држава едноставно ќе капитулираме. Бугарската струја вчера беше посочена како спас за јавните предпријатија кои веќе се во почетен колапс и крајна неизвестност. Апсолутно е превисока цената со тоа што минатата година овој период беше 40-50 евра и помалку за киловат час. Значи таа цена е пак 7-8 пати повисока од цената која што е реална и која што може да ја плаќаат јавните предпријатија за реално да обстанат. За компаниите кои веќе обезбедуваат кредит за да ги платат сметките за струја, цената не е изненадување. Важно е дали и колку државата ќе помогне. Ако споредуваме со минатогодишните цени од 50 до 70 евра, ова сигурно дека е премногу, но ако споредиме сегашните цените што ги плативме ние во јули, во август и овие што се моментално на берзата кои се движат до околу 700 евра, тоа пак значи одредена помош, одредено олеснување на состојбите. Во меѓувреме, огромниот притисок со струјата не можат да го издржат ниту добростоечките фирми, кои со години работат успешно. Одлучивме привремено да го стопираме производството, бидејќи последната сметка за струја ни е над 600.000 евра. Изјавија од компанија во Кочани. Уште полошо во оваа ситуација е што се гаси надежта дека цената на струјата ќе биде поевтина идната година. Производителите уште од сега го имаат распродадено производството по референтни цени од 380 евра по мегават час. Се уште не е утврдена таа цена. Знаете, од минатата недела почна да работи практично работната група, активна е работната група на двете влади. Целта на посетата на владината делегација предводена од премиерот Ковачевски минатата недела во Софија беше да се добие цена која што ќе биде под берзанската. Така што да почекаме, работната група е активна, кога ќе има повеќе детали ќе се знае точно и за цената по мегават час.